обвинителството, за разлика до оние кои ќе украдат, не знам, 50 кебапчиња кои завршуваат со ефикасна казна затвор. Оваа дебата ќе биде женска дебата, веднаш да ви кажам. Гостин или подобро домаќин исто до мене е колешката Гордана Дувњак, уредник на информативната програма на 1 ТВ, која веќе наскоро од октомври ќе продолжи со својата емисија Правда, неправда. Значи, ова е во тој контекст, да не се чувствуваш дека немаш емисија. Да, воопшто не се чувствувам дека и темава на која говориме дали е правда или неправда, би рекле повеќе неправда, но да видиме. Тука е Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет, и од мојата десна страна Мирјана Ивановска Бојаджиевска, која е председател на коалицијата за фер и правично судење. Во моментот ми текна, еве, само жени сме овде да разговараме, но и божицата на правдата и јустиција е жена. Да. Не сум размислувала зошто, дали жените имаат поголемо чувство за правичност, но на јустиција и се врзани очите за да не гледа кого го суди. Како што самата реков, мојот впечаток е дека не е така. Ајде да одиме по ред сите. Се согласувате, Уранија? Се согласуваш со оваа теза или претерувам? Дека јустиција е слепа? Апсолутно да. Македонската јустиција? Да, но мислам дека некој маши го ставил превезот преку очите. Шала на страна, секако дека за Хелсиншкиот комитет констатацијата кога станува збор за правдата во Република Македонија била таква, дека правдата не важи подеднакво за сите. Селективната правда, феноменот на неказнивост е нешто што ние го констатираме со години наназад и за жал се уште и покрај промената на власта се уште не можеме да кажеме дека овие феномени од страна на новата власт, па еве и новиот обвинител не се сменети. Тоа значи имате забелешка како работи новиот обвинител? Да, граѓаните се уште не може да стигнат лесно до правда, обичните граѓани. Така. А функционерите? Сега барем има доста судски процеси. Затоа и реков дека феноменот селективна правда секогаш беше наша констатација кога станува збор за постапувањето на правосудните органи. Од проста причина што и во време на поранешната власт бевме сведоци за тоа дека и кога станува збор за сторители на кривични дела, но и кога станува збор за нивна заштита, секогаш биле на некој начин привилегирани, за разлика од обичниот граѓанин. Вие се сеќавате на еден куп предмети кои што се водеа против новинари или новинари кога тужеа функционери, како завршуваат тие судски постапки. Да не зборуваме за кривичните пријави кои што еве и Хелсиншкиот комитет ги има поднесено и против Тодоров за случајот на Тамара Димовска, против Миленко Неделковски, без оглед на тоа што не станува збор за функционер, но сепак станува збор за лице кое што беше блиско до поранешната власт. Сите тие случаи не се процесуирани. Од друга страна, тоа што велите, имаме човек кој што е осуден на казна затвор, година и 8 месеци, ми се чини, за кражба на 150 кебапчиња или за оној кој што украде не знам колку таму тегли ајвар. Констатацијата за ова ние ја вадиме и од нашите извештаи кои што се однесуваат на делата од омраза. Така. Мирјана, вие како коалиција за фер и правично судење, какви констатации имате, бидејќи мониторирате разни судски процеси? Полни 11 години се врши мониторинг до сега, до оваа 2018 година. Вие сте и поранешен судија, тоа да го кажеме. Вршиме мониторинг исклучиво на кривични предмети од областа на корупцијата и организираниот криминал. Стартиравме од тоа дека корупцијата не само во Македонија, но и генерално е актуелен феномен од глобално значење и знаевме колку е тешко да се дојде до корупцијата и како и слично. Ќе се согласам тоа што рече Уранија дека точно оние со помалите корумптивни дела, со помалата вредност, со помало штетување на државата, добиваа примат во смисла на брзо решавање на предметот, на поефикасни казни. А другиот дел, оно што значи повисоки личности, во смисла на повисоки функции, тоа значи повисоки пари, поголем допир со средства, со тоа автоматизам нанесување на поголема штета.
Јас не би рекла како долгогодишно што рековте судија дека тоа дававме примат ние. Самата состојба, ситуацијата. Што? Тој може да подлага сведоци. Па ќе одлага, па ги нема документите за вештачи. Функцијата му дава можност да одоглечи постапката. Може би и парите му даваат можност да плати повеќе адвокати. Тоа е да. Ево, слободно сите гледаме на телевизија дека не постои голема личност што дошол со еден адвокат, извините, поранешниот премиер и сегашниот премиер, гледаме дека иде со свита. Да, дали сте виделе вие човек, обичен смртник, кој што дошол со некош ни без адвокати и таму кај што задолжително одиме по бранители по службена должност, што не е многу адекватно. Тој бранител по службена должност ќе прочита предметот, но кој ќе прочита, друго кога ќе влезе во предметот. А факт е тоа дека има една голема разлика во смисла на тоа, зголемен е бројот на откриени кривични дела, поготово од рак-раната на општеството, корумпираните дела. Сега како ќе биде исходот, тоа останува малку. Но тоа обично се откриваат една власт и ги забошотува своите, ќе дојде до смена на власт. Па таа ги гони претходните, па овие ќе се жалат дека е тоа реваншизам и тоа секој циклус е така. Гордана е со години, нели? Ти ме подсети, Јадранка, со воведот на една анегдота или која што со години е присутна, како велат. Кај судските известувачи. Не, меѓу луѓето. Вели, оној што ќе украде многу пари е успешен бизнисмен, оној малку е крадец. Не, дури, сега морам да се надобрзам. Јас сум пишувала на оваа тема. Значи, вие можете 30 милиони евра да е случајот кривичен против некој министер и тука имате такви фини, нежни изрази, злоупотреба на службената. А овој што ќе бабчињата стоп е крадец. Значи, тоа е кражба. И тоа е, нели, за народот звучи сурово. За народот сурово, по-тешко, сурово и затоа и не случајно во извештајот. Извини се, вмешав, но да, не е проблем на Стейт департментот. Главната констатација е за неказнивост. Затоа и не случајно еден од двата услова кои што сега ни се за пристап во Европската Унија се борбата против корупцијата, која што се уште е декларативна и без никакви ефекти, и вториот услов кој што ќе биде многу битен за оваа година и кој што ќе ги стави на тест не само судиите, туку и целата јавност и политиката, а тоа се ефикасни судски истраги, и тоа не било какви, туку на функционери од висок ранг, и не случајно е и појавата и на специјалното јавно обвинителство, и не случајно во судска постапка се 20 случаи, така што функционерите почнавме да ги гледаме многу често. Дека имаме, да, ние сега имаме секој ден, ама тоа е со бившата власт, нели? Секој ден по неколку судења. Тестот за една власт е колку ќе реагира кон своите скандали. Во изминатите години имавме исклучоци од правилото, и тоа како резултат на некакви фракционерски битки внатре во партиите, па секој оној што на некој начин ќе се одметне од партијата беше казнуван. Да се подсетиме на градоначалникот поранешен на аеродром, за донацијата за црквата и така натаму, што значи дека тоа се уште инциденти. Се додека немаме ни еден востановен систем каде што секој оној функционер кога ќе стапи на функцијата ќе тргнува од таа премиса дека нема да има никаква заштита од партијата доколку се огреши на законот, до тогаш нема да не биде. Така. Ние ќе продолжиме зонама, ти предлагам да го најавиш прилогот кој го работеше колегата. Да, колегата Игор Стефановски сними деновиве еден интересен случај за човечка судбина, за еден човек кој што е осуден на затворска казна од 7 години, кој викендов протестираше пред обвинителството. Предлагам да го видиме прилогот. Заработил 7 години затвор за недозволено поседување оружје и спречување на службено лице во вршење претрес. А тој тврди дека е неправедно осуден и наместен. Скопјанецот Драган Ѓоргиевски пред камерата на 1 ТВ ја раскажува својата приказна и низ каква агонија поминало неговото семејство.
Во моментов неговата сопруга и 5 деца живеат од социјалниот надоместок што го добиваат од државата. Разговорот го правевме пред 3 дена за време на слободниот викенд кога беше тој пуштен од затворот Идризово и дел од времето го искористи заедно со целото семејство да протестира пред јавното обвинителство. Се работи за старо оружје уште од време на Втората светска војна. Се работи за германски Шмајзер Гестапо, Шмајзер и еден руски револвер со буренце. За него нема ни муниција, ниту беше најдена муниција. Јас тоа редовно го пријавив, не сакав така да го чувам револверот. Ме лажеа, цел месец ме мота, им ги фарбав домовите, им фарбав станицата, канцелариите, за да ми помогнат за револверот. И на крај ми дојдоа дома да ми го земат оружјето и да ме затворат 7 години затвор. Ова е срамота од ВМРО-ските банди што ми го направија и се уште ми трпат децата дома, јас лежам затвор. Пред обвинителството се испишани транспаренти 2015 со лажен обвинителен акт осуден од режимот. Драги Ѓорѓиевски вели слободните денови ќе ги користи за протести. Од управата за извршување на санкции потврдија дека дента кога го снимавме Ѓорѓиевски ги користел слободните денови. Му устанува уште една година да изврши затворската казна. Осуденикот вели дека со законот за амнестија добил скратување од 2 години и 2 месеца и треба да излезе на слобода во ноември наредната година. Ако нема покренато дисциплинска постапка против него во затворот, слободата ќе ја почувствува во јули 2019-та. Додава дека постојано ќе врши притисок врз судските власти, бидејќи смета дека неговиот процес е нарачан. Јас ги знам лицата кои ме наместија се од 5-та полициска станица, не се од обвинителството. Значи од 5-та полициска станица инспекторот и неговиот шеф. Тие се лицата што ме наместија и затоа поднесувам до обвинителството да бидам повикан на соочување и на исправување на оваа неправда што лежам во затвор толку години. Значи се уште лежам неправда затвор. Никој не го советувал дека чувајќи го пиштолот може да заработи затвор. Еден ТВ испрати прашање до кривичниот суд, каде е донесена пресудата против Ѓорѓиевски. Одговори до објавување на прилогот нема, но затоа во неговата пресуда која Ѓорѓиевски ни ја даде пишува дека е осуден за 2 кривични дела. Спречил претрес на полицајци кај него дома и неовластено изработување, држање, посредување и тргување со оружје. При обидот за претрес службениците го забележале на прозорецот од неговиот дом, држејќи малолетно дете и пушка која е вперил кон полицајците и им рекол: "Нема да влезете, ако ја скршите вратата ќе пукам во вас и во собственото дете", пишува во пресудата, но потоа го убедиле и го извршиле претресот. Пронашле поголемо количество на огнено оружје, меѓу кои забранети. Дома имал еден автомат, 2 пушки и еден пиштол. Во пресудата меѓу другото е образложено дека кај него дома се пронајдени 89 куршуми и 3 рамки муниција. Сепак Ѓорѓиевски тврди дека имал дозвола за 3 оружја. На пресудата од кривичниот суд не поднел жалба до апелацискиот суд, бидејќи вели немал пари за адвокати. Да се каже за ова. Не поднал жалба до апелација, немал пари за адвокат. Оно што пред кажав, не можел ни еден адвокат да стави да земел некој адвокат не оди по службена должност, бидејќи тоа не се плаќа за второстепена постапка. И тоа е уште еден основен елемент на кршење на човековите права и меѓународни стандарди. Знаете што се случува на Скопските апелациони суд и подрачјата на основните? А конто Богостивар. За ова кривично дело, јас со полна одговорност, као долгогодишен судија ви тврдам дека немаш ни половина казна да ја добие. 7 години. 7 години е за мојата пракса нонсенс да се добие за едно оружје и тоа со застарено. Има вештаци кои ќе утврдат вредноста, прво дали има употребна вредност тој пиштол и тие медици, дозволите, во време на војна нема такви ригорозни казни. Ќе бидам цинична, излегува дека полесно ќе помине човек ако убие никого, отколку ако држи. Па добре, видете, градоначалникот на Ново село, значи од оваа власт, нели, беше осуден само на 18 месеци затвор. Да. Што според она што го знаеме за случајот е фактички организиран криминал. Шверц со цигари. И ни се потврдува повторно констатацијата дека сепак јавните личности, политичарите на некој начин се заштитени. И кога се сторители, и кога им е потребна заштита. Јас не случајно го споменав преска моментот за случаите на говор на омраза. Вие знаете дека ние постојано апелираме на тоа дека инцидентите и делата од омраза не се третираат како такви во нашето судство. Многу често завршуваат како прекршок. Додека, например, претеникот Горан Мисајловски, кога мудрија шамар на плоштад, интервентно се постапуваше и беше поднесена кривична пријава за сторителот за насилство. А ние постојано укажуваме дека малолетници
тепајки се меѓу себе, стануваат жртви со тешки телесни повреди и тоа не се третира така. Се третира како прекршок. Еве ви го заклучокот, тоа се случаите. Кај што ќе помени се на парична или евентуално условна, малте не опомена, што значи немој го иднина. Она што е најтрагично е дека ние кога протестиравме, вие знаете дека едно од барањата, нешто за што исто така се боревме беше кривичната правда. И постојано зборувавме дека конечно треба после толку години политичарите да сносат одговорност за своите дела. Јас не можам се уште да кажам дека тоа е така. Дали мислите дека постои јавен обвинител кој би покренал кривична постапка против актуелен премиер? Јас апсолутно сум незадоволна, очекував многу поголема енергичност. Сите со душа чекавме да се смени јавниот обвинител, очекувавме дека ќе се справи со случаите кои што стоја во ФИОКа, случај против новинари, напади на активисти, на ЛГБТ заедницата, ако се сеќавате, дека тие случаи ќе имаат, ќе доживееме да бидат процесуирани. Ништо од тоа не видовме. Меѓутоа не гледаме ни денес дека промптно се реагира и се преземаат мерки за сторени кривични дела. Пак ќе го кажам и ќе го споменам говорот на омраза. Ако ќе го вратам филмот, нели, во предходната власт кога беше, таа немаше апсење на крупни зверки имиња, а тоа го компензираше со масовни акции, во кои имате 30, 50 апсени. Шпион, метастаза, наплатните рампи. Па таму беа за ситни суми, затворивме сите отпади во притвор. Да. Еве уште овој феномен, нели, наш, а тоа е редовно се одредуваше притвор. Ние и во Страсбур изгубивме во 2 случаи, мислам, заради колективни решенија за притвор. И потоа ја видовме селективноста. Кога наеднаш на сите предмети на СЈО се одеше еден фин европски стандард. И никого око не му трепна од... Постои Сдружение на суди. Зошто не се реагира? Општа седница на Врховен суд. Таквите двојни аршини се неправда. Тоа апсолутно не почитува ни основни човекови права, ни на слободи, на меѓународни стандарди, иако е основа за правично судење зборуваме. Ако тие работи не ги почитуваме, не ги почитуваме. Но што рековте за притворите, то неколку пати во мониторингот се примети, констатирано дека следните од почетокот 2007-2008, веќе следните 3-4 години постојаното критикување, секој предмет мора да би со притвор за обезбедување, ако постои лепеза од други мерки кои што се знатно поекономични, устанува обвинетиот, осумничениот во семејството, муж да ги обава оние работи за кои што не треба да излегува и така натаму, веќе се зголеми многу бројот на куќните притвори. За разлика од пред 4 години, минатата година, 2017, имавме само 53% од предложените притвори прифатени од страна на судот, што за мене исто е така многу голем процент. Голем процент, меѓутоа се уште пробациската служба не профункционира не профункционира, меѓутоа се споменува веќе 4 години алките за контролирање, алки на ракце, алки на да се донесува 2000, буквално као понеделник се објави дека имаме 2000 алки на располагање, за до петокот не знаевме ни каде си, ни на кого се и што. Вие не слушнавте, ние ги донесува, ги дадовме на полициски станици. Во рамките на апелациониот суд во Скопје. И ништо се сето тоа. Според моје мислење, ние не можеме да го надминеме. Овие феномени кои што се уште се присутни во правосудството, не можеме вака да ги надминеме. Гледате што се случува со реформите. Иако тоа што го спомена Гордана, значи, тоа се тие многу важни 2 услова кои што треба ние да ги исполниме како земја. Стратегијата за реформи на правосудство се уште не е, да речам, имплементирана во оној дел во кој што требаше. Измените на Законот за судски совет се уште не се донесени, потребно е двотретинско мнозинство. Да, ако ми дозволиш, Уранија, имам чувство дека цела држава е во знакот на референдумот и се е замрено. Ама буквално се е замрено. И сите реформи, дури бизнис релациите се во исчекување што ќе се случи после 30-ти. И ми се чини дека крупни одлуки се одложени за после 30. Да, целата енергија. И целата енергија само на референдумот и на на тоа одат после дека сите го имаме разбирањето за тоа. Го имаме разбирањето, меѓутоа што рече Гордана точно. Тоа е дека животот го сведовме на референдум.
30 да помине, па што ќе биде после 30? Не можеме на еден јуриш да ги решиме сите проблеми. Добро, да речеме дека правиме муабет за тоа што треба да се случи после 30. Тоа треба, меѓутоа во идно несвршено време, така да неизвестно. Како и да е, јас мислам дека можеби требаше уште кога се разговараше за тоа како треба да изгледаат реформите во правосудството, можеби требаше да се преземат подрастични мерки кога станува збор за чистење на судството. Чекайте, со исти судски совет, со ист начин на избор, ист начин на никад нема разрешување. Ако го вратиме филмот, што произлезе од овие два совети, мислам совет на обвинители, јас не верувам дека преку ноќ некој ќе стане професионален. И не се работи за професионалност. Тоа се истите суди кои што биле избрани претходни, кои што суделе досега. Денеска непосредно, значи пред да влеземе во емисијата, беше обелоденет и посебниот извештај на специјалното јавно обвинителство, каде што со име и презиме се посочени неколкумина, 4 судии, четворица на број, кои што имаат директна врска со извршната и со законодавната власт и кои што ги слушавме во бомбите. Добро ги има во извештајот што треба да биде фидбекот, кој може да ги смени. Фидбекот, совет, судскиот совет. Помина бомбите не се актуализира, сега да не помини ова, па све поминува само. Е веќе во заминување, така речи, бидејќи во декември им изминува мандатот на поголемиот дел од членовите. 3 месеца претходно треба да биде распишан оглас за избор на нови членови, а сега е дилемата, мислам дека тоа е дилема не само за судската фела, туку и за извршната власт, по кој закон ќе се избираат. Беше помпезно најавено дека ќе има големи измени во начинот на избор на суди, дека судскиот совет ќе претрпи реформа и ќе се оди кон депрофесионализација. Ако останат овие измени, значи и идниот состав треба да се избира по старите правила. Има еден интересен феномен. Значи, на почетокот на плурализмот, собранието ги избираше судиите. Потоа се наоѓаше начин, ајде да нема нели политиката влијание. Судски совет се смисли кој ќе предлага. Па потоа се дојде ова сметајќи дека идеално бидејќи мнозинството ќе бидат избрани од своите колеги. Јас мислам дека најсрамниот период ми е токму како и да ги избирате тие судии, кој да ги избира, извршната власт наоѓа начин тоа покажува дека не е суштината во моделот. Тоа сакав да кажам. Бидејќи Словенија во исто време кога ние го менувавме системот, се уште ги избираше судиите на стариот начин. Јас секогаш ја кажувам анегдотата со една словенечка судија Маја Тратник ја запомнив, која што во периодот кога ние вршевме судски реформи и трансформација на поранешниот Републички судски совет, беше гостинка на една дебата во Македонија, можеби судиката Миријана се сеќава, и во паузата ние направивме разговор. И јас свесна за тоа каков одговор ќе добијам, водена, значи, од нашиот политички контекст, и поставив едно глупаво прашање. Зошто глупаво? Глупаво, бидејќи ние сме обременети од тоа, така ни го диктираат и партиите, велат, ако се избрани во време на СДСМ, тие се про-СДСМовски суди или во време на ВМРО про-ВМРОвски суди. И ја прашувам почитуваната судика, дали кај нив има таква ситуација, дали се лепат етикети само заради тоа што се избрани од едно парламентарно мнозинство, и жената почна да ми трепка со очите и во еден момент ми вели, па, господјо, таков е законот и нашите суди, оние што се добри, ги гласа и опозицијата. За жал тоа го нема кај нас. Значи, многу квалитетни кандидати отпадна и порано и сега, затоа што партиските координатори во тоа време имаа списоче пред нив и дава сигнал вака вербален, кој треба да помине, а кој не треба да помине. А тука беше и тефтерчето. И пота отидовме чекорната му. Јас се согласувам дека не е до моделот, него до свеста. Култура и свеста. И втора работа, ние секогаш сме имале извршна власт која што била доминантна.
принципот на поделба на власт кај нас никогаш не се почитува. Нема контролни механизми кон извршната власт, таа ги контролира сите контролни механизми. Законодавната и судската. Кога тоа не било случај, сега нормално со известни варијации на тема. Меѓутоа и се работи за интегритет. Мене многу често странците кога ќе дојдат ќе ме прашаат што мислите дали треба да имаат обуки за судиите. Апсолутно викам не. Колку години ние ќе ги обучуваме судиите? Вие не можете да ги обучите судиите да имаат интегритет. Така, или го имаш. Тоа или го имаш, или го немаш. Тие немаат интегритет, затоа што тие не дошле на таа функција, бидејќи ја имаат експертизата, бидејќи ја имаат квалитетот, туку затоа што се поврзани со партијата на власт. Со самиот тој факт, тие знаат дека утре тие треба да ја исполнат желбата и интересот на тој што ги поставил на таа функција. Многу е просто. Се согласуваш Лилијана дека може би се стручни судиите, но проблемот е во интегритетот. Во лесното стапување во конекции со политиката за одреден бенефит. Ако погледнете сега, не случайно, кој беше скоро кој кажа, рече Станинов ли, кој беше Сашо, удри по тоа, вика, кога ќе влезем во судските холови, прости за надувачки. Адвокат е синот на таа и таа судика, керката на тој и тој обвинител, синот на таа и таа. Се дека ние имаме синчина, керкичина, не може никој да му биде дека тие се такви експерти излезени од факултетските клупи од академијата, што ги адхок поништуваат сите они други испрлуват од конкуренција, а јас ви гарантирам дека на трешнашто што биле на академија такви капацитети, такви квалитетни деца кои со без никаква грижа на совеста ќе оставиш на врвот на Добро, сметам дека судиите, како што рече Уранија, нели само поминуваат низ некои обуки, европската пракса од Страсбург треба сите да ја знаат. Јас ке се вратам едно 5-6 години наназад, една тужба за клевета што беше од тогашниот министер за надворешни Антонио Милошовски. Значи, судијата во тој предмет, нели бев казнета за клевета, иако стануваше збор за метафоричен наслов, не за погрешни податоци, но не се. Во пресудата образложението стоеше дека, не можам да цитирам, но поентата беше дека министрите безмалку функционерите уживаат повисок углед, тие се угледни луѓе, дека душата министерска боли подлабоко од човеков. Затоа поголема казната треба да биде. Да. Значи, поемотивни се они. Дали е тоа незнаење? Тој судија понатаму суди во организиран криминал. Сега сакам да кажам, далеко тоа. Дали е тоа незнаење на европска пракса? Напротив, политичарите многу поголема одговорност имаат. На политичарите, на тие што вршат јавна функција, им се дадени државните пари со нив да раководат, нашите пари. Оттука нивната одговорност треба да биде многу поголема и тие не смеат никако да бидат недопирливи кога станува збор за правдата, односно за санкција, како што се нашите високи случаи. Така, еве да ве прашам, дали мислите доколку не се променеше владата, случаите што ги води СЈО ќе одаа вака? Не случајно. Дали крвавиот четврток воопшто ќе? Немаше да ги стави на топ тема, а не тоа доволно говори. Тоа доволно говори. И тие мегаломански пресуди што се добија за Талат Џафери, не за Талат Џафери, пардон, за обид за убиство за Зијадин села, сигурно немаше да биде такви размери. За убиство со смртна последица, такви казни, да добија 70 и колку 5-6 години беа, тоа е малце. Некои судиите добро го знаат законот и дел од нив и европската правда. Во времето кога мене ме избра за судија, ние немавме ни едукација, немавме ни разноразни конференции, ни разноразни седници, едукации, сите работи на ниво на Македонија, ниво Скопје, не надвор, може да ми кажам со полна одговорност, фантастично се функционираше. Секој си знаеше, знаевме секоја сабота колегиум па да консултираме секоја која што мисли за одреден проблем, кој што не е јасен, очигледен, па таа чаробна кугла да ја завртиме и сите од 5 мисли ќе се добие заедничкото. Сето тоа изостана сега. Тоа е поразително што поефикасна правна држава сме имале во социјализмот. Кога немавме ништо повеќе, али имаше да ред. Ако сме ние четирите знаевме која е наред за избор на судија, по време траење, по искуството, по колку е едуциран, колку се... И верувате дека праксата покажа... Многу судии адвокати ми го рекои исто. Да, јас сум полно да кажам во своје не кажам, се дрзнувале да конкурираме. Затоа што точно што вика Гордана, ние знаевме дека јас сум петта, во до четврта во однос на вас, пошто сте вие пред мене. Јас си чекам да поминете вие трите и одма ќе... Али затоа таа после мене случај не се дрзнува да конкурира кога е мојот ред.
И веруете, квалитетите беа на максимално високо ниво. Има еден друг момент тука. Оценувањето на судиите. И Кога тоа е станува новина? збор за унапредување. Не се цени квалитетот, се цени квантитетот. Тоа ја уби, мислам, судската фела. И втората работа е дека тоа све се случува на тајна седница. Никој не знае по кој критериум некој судија добил унапредување или уназадување или е префрлен во друг суд. Се сведува на нормата. Иако ја се сеќавам и прибе кога доаѓаше во Скопје, токму на тоа прашање се разговараше и за квалитетот на судиите, нивната професионалност, дека мора да постои еден микс од и квантитет и квалитет. Кај нас, за жал, тоа не е случај. И да не заборавиме дека во време на Сваровски судството, едни исти суди, како факми системи, какви бакрачи, значи еден исти судија си судеше за големите случаи. Монструм, Вранишковски, ова Ивица Стефановски, кој што патем и судеше во случајот Тврдина, каде што, нели, двајцата пресудени избега, и Монструм. Па тој ме осуди. Па знам, Јадранка, знам, затоа го спомнав. А инаку да не заборавиме дека имаше суди кои што имаа метеорска кариера, па за 3 години од еден суд преминуваа во друг суд. А инаку... Мене најфрапантен, извини, момент ми беше кога Цаца дојде од судија во Страсбург и не ја избраа во Врховен суд. Па истото сега и се случува и на Мирјана Лазарова, да. Но затоа дојде Јово Вангеловскиот адвокат. Инаку тоа е меѓу оние суди кои што ги навидува Катица Јанева дека ја попречуваат работата на СЈО. Чудесно беше да се следат седниците на судскиот совет. Јас бев можеби во еден период една од поупорните новинари кои што цело време седеше додека беше изборот. И ќе видите прво дефектен е самиот начин на предлагање на судии. Тој сам во себе има една законска скриена корупција, бидејќи од списокот на пријавени кандидати, вие како судија зависите од некој член на судскиот совет да ве предложи од листата и тој бара значи поддршка од 5 судии за да можете да влезете во вториот круг на гласање. И потоа ќе слушнете, значи како зборува за некој судија со суперлативи, колку има тој високи оценки и на крај некој анонимус, аутсайдер добива висока функција. Прашање можете да им поставите или не ви дозволува? Па поставувавме прашања, меѓутоа она што го знаевме ни се потврди низ бомбите и не случајно значи имаме сега и во извештаите судии кои што се јавуваат директно во кабинетите на извршната власт да кажат кога ќе има избори, потоа кои што вршеа услуги за високи функционери, па на тој начин беа наградени. А има и такви кои се на услуга на секоја власт. На секоја власт. Без камелеони нема општество, немојте. И кога вели поранешниот премиер Никола Груевски, па јас не ги познавам судиите. Зарем некој мисли дека и толку сме наивни дека треба да ги знае сите 500 и неколку суди? Тоа се прави многу дискретно, преку своји луѓе се испраќаат пораки до судијата, слуша и внимава, и ова многу битно може да ти влие на функционирање. Бомбата кај што разговара Гордана Јанкуловска со Ставревски за случајот кривичната против него. Како рече, му реков на Марко, значи не одиш директно, но он си знае како да го разбере тоа. Така. Значи говориме за зависноста на судството, судската власт, њуа независна според уставот од политичката. Значи сега за сега не можеме да кажеме дека како ќе се однесува кон актуелнава, разни скандали што излегоа околу тендери, наводно нешто се покренува, но немаме други информации. Сега ми е интересна реакцијата на опозицијската партија ВМРО-ДПМН, секоја партија има тенденција да дое повторно на власт. Например, нивните соопштенија и нивните јавни настапи за крвавиот четврток содржат вакви квалификации. Замислете, еден оперски пејач, еден режисер, значи, тука имаме повторно значи, ако е некој со четврто оделение,
Тој може да биде терорист, ова и другиот не може да биде. Тоа е замена на тези, никој не спори дека не одговара, се одговара за делото. Така, не дали бил добар или лош во театарска представа или како испеел некоја арија. Но еве тоа е менталниот склоп, значи тоа е пристапот. Да бидеме поделени на тие што не смеат да одговарат на обични смртници, ќе трпат казнати за оној претходниот. Така. Сега ако го вратиме филмот во овие 27-8 години. Поправете ме, може би грешам, но јас вака се сеќавам дека меѓу првите или прв министер кој беше кривично гонет беше министерот за одбрана Љубен Пуновски во времето на владата на Љупчо Ѓоргиевски. Потоа се водеше судска постапка за Васил Топурковски, кој беше претходно нели вице-премиер за тајванските кредити. И два судски процеса за поранешниот премиер. И Љупчо Поповски, министер за народна одбрана. Не беше министер, беше државен секретар. Генерален секретар, се облежа 3 години. Да. А за овие 28 години ние сме имале, не знам, илјадници, скандали, случаи кои содржале доволно основи и сомнеш дека таму има нешто гнило, дека основано за некако сомневање. Како да излеземе од ваквата состојба? Дали сега очекувате дека бившево раководство на ВМРО ДПМН ќе ја прекине ова традиција, бидејќи и Топурковски и Бучковски не беа во затвор? Не беа. Дури не знаеме како завршија. Денеска имаше, мислам дека за Бучковски, да. Да, веќе 11 години се води судскиот процес и 3 пати е враќан на почеток. Имаше барање за повторување на постапката. И е вратен пред првостепен суд, денеска беше рочиштето. Па тоа е тоа што го кажував јас понапред за кривичната правда. Јас мислам дека додека не видиме дека политичари отидат во затвор, дека нема да се смени тој менталитет кај оние што ќе дојдат следни на власт. Затоа што мислам дека сите живеат со она мнение, па добро, и претходните тие кои што правеа кривични дела си направија дел со новата власт, беа амнестирани и никому ништо, се тргнаа само од политичката сцена. Мислам дека тој да речам тој наљепсан круг мора некако да биде прекинат. Мора да одговараат, мора да има санкции за да можеби следната генерација на политичари веќе нема да размислува така и многу поодговорно ќе се однесува кога станува збор за функцијата што ја извршува. Да, ама видете, опозицијската партија СДСМ кога беше и сега ВМРО ДПМН, во нивните реакции и соопштенија тие се закануваат кога ќе се смени власта. Така. Таа реторика исто така треба да прекине секако. Значи не станува зборов дека за реваншизам. Ама судството треба, станува збор за правда. Треба да апсолутно го подигнат своето ниво. И тоа интегритетот. И тоа ќе може да го направат само преку своите пресуди, своите одлуки, кои што треба да бидат издржани и аргументирани. И тоа е единствениот начин. Затоа што секогаш едната страна што губи, условно кажано, е незадоволна и тврди дека е направена неправда. Меѓутоа, која ќе го соочите со факти, зборуваме цело време за политичарите. Позиција, опозиција, сега обратно, позиција, опозиција. Се прашувам ја, позиција, опозиција, без оглед на власта, се 1000, 2000, 3000 луѓе, толку се. Што станува со 2 милиони луѓе кои што изгубиат тотална доверба во судството? И онаму кај што се апсолутно сигурни дека се на правата страна, зборам конкретно рецимо за имотни прашања, кои што на крај крајот подеднако се битни за екзистенција и живот, не се осмелуваат да тужат. Зашто? Судот ли ќе ти донесе одлука? Тоа е најголемиот пех што постои во една правилна држава. Нема демократска држава без правилно судство, без здраво судство, без правилна заштита на човекови права и слобода. Зборуваме за политичарите. Политичарите се шака. Луѓе во однос на останатите. Меѓутоа политички центри на моќ, економски центри на моќ. Тие треба да се сузбијат. Кога се стават на иста маса, под исти околности, пак ќе повторам, не да доаѓа еден политичар со
плеада на една војска, до вчера беше обичен граѓанин. Зошто е таа цела војска? Од чии средства се плаќаат тие? Но ако има за политичарите еднаков третман, тогаш нема ни граѓаните да чувствуваат правна несигурност. Па тоа е она што го кажам. Главното што ја предизвикува несигурноста кај граѓаните е токму тоа, дека тие можат многу лесно да завршат во затвор, додека тие што се со арсеналот нема да завршат. Тужбите кои беа за клевета пред кривичниот суд. Со која леснотија ги добиваше Груевски тужбите за клевета против Тито Петковски, против Заев. Тито го изгуби спорот, а тужбата за клевета беше затоа што Петковски кажа дека во Букуреш 2008 Груевски се согласил за Република Македонија во Заграда Скопје. Што се покажа? Неговата теза беше дека ама на референдум да оди. Судиите судеа и тоа солени казни. Така што и на граѓанскиот суд кога дојде, ние ги добивме сите процеси што не тужа, освен Сашо Мијалков. Сашо Мијалков, да. Мислам, еве ние во Страсбург сме сега. Јас мислам дека не требаше за таму вршење некако притисак. Она анегдотата народна, стравчува лозје. Знаат кои се, каде се, што можат, и утре му следи реизбор, следи напредување, сето тоа ќе биде засечено у корен. Да, мо ќе речат при реизбор ќе фатам врски ваму. Ама тоа е веќе идно време, ќе фатам, а сега во моментот се наоѓа таму каде што треба или смета дека треба да се најде, многу полесно ќе пробија нагоре ако ги исполни неговите желби, моје лично убедување. Тоа е стравот, задржувањето на работно место, пошто ипак се во позадина, да не се лажим, прекитно се чувствува едно влијание во етерот. Дуваат едни ветришта кои што во топлото се ладни, во ладно се топли. Дури кај одредени суди имаше едно чувство, свесни се дека прават процедурални грешки, или процесни, ќе речат, нека ја поправи грешката по високиот суд, за да бидат мирни, да. Па помало е одговорноста, реално речено, помало е субјективното чувство дека ќе бидеш казнат. Па понекогаш во Опозискиот суд има поискусни суди отколку оние што напредува. Не, секогаш, ако одиме на таа тема ќе ви кажам и досегашниот судски совет и претходниот судски совет. Основно од еден суд да премиеш во друг, зборам од основниот во апелациониот, беше 5 години. 5 ден се бира судија кој што за тие 5 години бил 2 пати на породилно, меѓу нив и патолошки бременности, значи бил активен 2 години и тој судија сега треба да испитува квалитетот и квантитетот на еден судија кој што се покажал и квалитетен и квантитетен и кој што има зад себе 20-30 години стаж. По какви квалитети очекуваме да се прашаме во таков случај? Некои партиите, како и граѓаните, точно знаат кој судија каков е. Кај кого може да помине, кај кого може да подмити и не случајно некои суди кои што останале доследни на професијата и на законот, целиот свој работен век во основен суд има такви многу случаи. А за сметка на тоа неговиот приправник ќе оди до врховен. Така. Сега доаѓам до едно од клучните прашања. Дали сега имаме нели бившо раководство на ВМРО ДПМН, министри одат на суд. Кривични процеси се водат. Треба ли кривично да одговараат суди за кои ќе се докаже, значи не говорам сега на впечатоци, дека биле дел од монтирани процеси. До сега неаме, ние сега имавме пред некој ден беа Јо Вангеловски, Панчевски од кривичниот. Тоа е закмисот и се уште таа постапка не се знае што е и како е. А меѓутоа тука пак доаѓаме и го затвараме кругот со судскиот совет. Доколку имаме ние тело ефикасно, функционално тело, тогаш нема потреба, значи некакви надворешни влијанија за да работат судиите како што треба. Доколку судиите се свесни дека некои преставки се издржани и доколку направат некаков голем пропуст во работата ќе бидат казнети и санкционирани, тогаш длабоко ќе се замислат дали ќе бидат слуги на политиката. Бидејќи да се разбереме, пак ќе кажеме, дел од нашите суди свесно стануваат заложници на политичарите и слепо врзани за тие што ги избрале, а не за граѓаните.
како да им е битно ним да им се додворат, ним да им се допаднат. Ама не, главниот проблем е, Јадранка, тоа и го споменав и преиска, значи ние мораме да го смениме прво законот за судски совет. Второ, еве треба да измине мандатот на членовите, треба да се изберат нови членови. Со кредибилитет и многу ќе биде важно. Кои луѓе ќе бидат избрани како членови на новиот судски совет? Поинаку ние никогаш нема да дојдеме до тоа да судиите чувствуваат бојазност доколку изгрешат дека ќе трпат некакви последици. И повторно се ќе биде по истиот терк. И мене тоа ме плаши. Јас се сеќавам кога ме прашуваа за тоа што мислам дека треба да се направи во судството, јас бев поборник за идејата дека треба да има евалуација на работата на судиите. Процес како што некои земји спроведоа, еве, например Албанија. Тоа, например, од странските експерти Брисел никако не го препорачуваше, прибе исто така, го сметаа за реваншизам. За мене не. Јас сметам дека ние не можеме да го исчистиме судството поинаку. Премногу судии се поставени на таа функција поради нивната поврзаност со партиите. Така. И не можеме да очекуваме тука интегритет и професионалност. Но не е проблемот само во судството. Ние имаме проблем во изминативе 20 години на едно континуирано обезличување на институциите, значи празнење на институциите, затоа што таму седат луѓе, анонимуси, кои што немаат ниту доверба во својата професија, ниту кредибилитет да се спротистават на било каков притисок. Така. Еве, добив сигнал од режијата дека е готов и вториот прилог. Првиот говореше за обичниот граѓанин кој што велиме и епилогот од неговиот судски процес. Сега ќе одиме со прилог каде ќе ги видиме искуствата кога политичарите се на суд. За милиони евра на слобода за ситни престапи како кражба на кебапи во затвор. Во перцепцијата на обичниот граѓанин, високите функционери на власта, било да се сегашни или поранешни, се уште се недопирливи. Граѓаните се уверени дека само ситните риби завршуваат зад решетки, бидејќи политиката и центрите на моќ ги штитат функционерите. Сторени пред десетици години, предмети на кои се суди и денес. Познати се случаите во кои се обвинети еден поранешен премиер, екс-вице-премиер и поранешен министер. Во судовите се уште има предмети кои се вратиле на повторно судење. Меѓу нив во јавноста се познати процесите против екс-премиерот Владо Бучковски, наречен Тенковски делови, против поранешниот директор на Агенцијата за обнова и развој Васил Тупурковски во случајот тајвански кредити, против екс-министерот за одбрана Љубен Пауновски, кој според обвинителството проневерил над 1,5 милиони евра во 2001 година. Екс-премиерот Владо Бучковски денеска повторно на обвинителна клупа во кривичниот суд за случајот Тенковски делови, процес во кој обвинет за злоупотреба службена положба при набавките на резервни делови на армиските тенкови, а во кој според обвинителството го оштетил буџетот за повеќе од 2 милиони евра. Враќањето на судскиот процес од старт следи откако Врховниот суд ги поништи пресудите, што беа донесени од пониските судови, кривичниот и апелацискиот. Бучковски повторно беше осуден на затворска казна од 3,5 години. Пресудата беше окината од второстепениот суд поради пропусти во постапката. На повторената судска постапка Бучковски беше осуден на 3 години затвор, а по жалба во апелација судот му ја намали казната на 2 години. Во предметот Тенковски делови покрај Бучковски меѓу обвинетите се и поранешниот начелник на генералштабот на АРМ Методи Стамбиловски, како и уште неколкумина вработени во Министерството за одбрана. Тајвански кредити. Процес во кој обвинет Васил Тупурковски, поранешен директор на Агенцијата за обнова и развој и неговиот заменик Јован Андонов. Обвинителството ги товареше за злоупотреба на службена положба и овластување. Со одобрување на пари од тајванските кредити ја оштетиле државата за повеќе од 172 милиони динари. Тупурковски доби 3 ослободителни пресуди од кривичниот суд, а апелацискиот процесот 2 пати го враќа на повторно судење. Поранешниот министер за одбрана Љубен Пауновски со години заглавени судски ходници беше обвинет дека префрлил пари на фирмите на таткото на неговата сопруга и неговиот баџанак за набавка на прехранбена стока за армијата и за изградба на станови. Дел од стоката била набавена, но становите не биле градени.
Екс-министерот Пауновски на процесот гледаше како политичка монтажа пресудата од Кривичниот суд од 3,5 години затвор. Хелсинскиот комитет за човекови права ја оцени со многу пропусти. Уште пред 11 години Хелсински на кривичен му забележа што не ги зел в предвид сите докази на одбраната и не се потрудил доволно да ги обезбеди клучните сведоци во процесот, односно дека од Скопска единица не е испочитувана одлуката на апелација. Во јавноста се поставува прашањето дали во иднина ќе има заглавени предмети низ судските лавиринти. До вчерашни владени и високи партиски функционери на ВМРО ДПМН и државни функционери денес на обвинителна клупа по судските случаи на СЈО. Уште на стартот на процесите има долги рочишта во првостепена постапка, од приговори од одбраната, што од барање за иземање на судечки совет обвинители, толкување на автентичност на прислушуваните телефонски разговори и покрај тоа што големиот број од обвинетите се товарат за тешки кривични дела со голем број на суми со оштетен државен буџет. До крајот на процесот тие на слобода бидејќи бавно одат постапките, додека малите кривични дела за обичните граѓани експресно завршуваат со пресуди и живот за решетки. Прилогот ме подсети за уште еден интересен феномен во нашиве судски случаи, кога се обвинети повеќемина, а меѓу нив има политичар, само политичарот не добива притвор. Не. Тоа беше во случајот со Бучковски, ама и во случајот со Заев. Добро, значи одговараше, во притвор беше пето, четврто обвинет од администрацијата на Струмица. Така. Сега Јадранка Малци се измени немалце, основно се измени работите, морам да ви кажам, од обичните граѓани, што случајно, обични смислам во однос на носителите на политички функции, тие за себе не се обични, подеднако значени се и за нас и за системот. Во принцип се прифати тоа дека не треба после извештајот на Прибе толку чести притвори и сега ова постојањето на политичарот е уште една. Не се залагам за притвори, но говорам за нееднаквоста. Веќе прифати, дали од извештајот, дали од политичката состојба, така натаму, јас ви кажувам дека апсолутно по иста линија се оди, ни за политичар, значи, сите притвор нема. Тоа подобрување, дали пак ќе причините, притисокот не знам, али е препораката прифатлива и тоа е добро, затоа што и на прифатливи пораки е добро, затоа што често знаеме да биме глуви на пораките. Така, го заокружуваме, уште еве 2-3 минути имаме, но и добро е некој спомена додека гледавме прилогот, парите да се вратат. Јас ви го кажам, најважно е све да се издржат мерките, да се вратат парите. Затоа што ние кога ги осудиме, они знаат, аболиции, помилување, амнестии и така натаму, ќе изгледат парите да се вратат. Не е целта, конфискацијата треба да биде основна мерка после казната према секој извршител на вакви кривични дела. Јас сум против големи драконски казни. Битно е да се вратат парите и секој да одговара. Тоа е. Мислам дека е поентата. Да, едно е политичка одговорност, меѓутоа друго е кривичната одговорност. Значи, не можеме да очекуваме брза промена на овој план, на оваа тема за која говоревме, постапно. Апсолутно не, тоа се реформи кои што мислам дека ќе траат долги години, но мислам дека скринингот кој што ќе ни се случува, многу ќе влијае и од аспект на мотивација. И ако сакаме стварно нели да влеземе во Европската унија, ќе мораат некои работи да се сменат и што мене ми дава лично исто така некоја надеж дека реформите кои што се клучни за правосудството ќе се имплементираат, особено кога станува збор за судскиот совет. Поглавието 23 се очекува да биде едно од првите поглавја што ќе биде отворено. Ние очигледно функционираме напред само со камшикот од Брисел, инаку ако не останат сами на себе. Добро, ако реагираме и на него. Така. Епа, дами, ви благодарам за трибината, за дебатава. Благодариме. Вие, почитувани, останете на фреквенциите на 1 ТВ. Продолжуваме со програмата, а јас со вас ќе се видам некаде на кај 21 часот со нова дебата.
Меурчиња на љубовта. Пелистерка. You're back. You're back on track. Ich unterstütze sehr die Bemühungen von Premierminister Zaev. We want to see Macedonia continue on this positive path. Воедно и забележувам храбро лидерство кај премиерот Заев a fait d'énormes progrès qui lui permettent de se rapprocher davantage encore de l'Union européenne. The impressive steps you have made in addressing regional dynamics and bilateral relations. I encourage you to continue on the path of reform. Pay tribute to him and Prime Minister Zaev for reaching an agreement on the name issue, showing that progress is possible. In Mazedonien gibt es am 30. September ein Referendum. Ein positiver Ausgang würde nicht nur eine gute Entwicklung für das Land, für die Region, sondern vor allem auch eine Ebnung des Wegs in die Europäische Union bedeuten. Jetzt gibt es ein Referendum, das sozusagen die Tür endgültig aufmacht zu einer Beteiligung Ihres Landes an der euroatlantischen Familie. Sie sind eingeladen zur NATO-Mitgliedschaft. Sie haben die Perspektive für den Beitritt in die Europäische Union. Денешниот настан и оваа покана за денешното мое обраќање ја гледаме како силна поддршка на Европскиот парламент за нашиот европски пат, за да го фатиме вистинскиот правец. Благодарам председателе Тајани, благодарам почитувани европратеници за големата чест што ни ја укажавте. Благодарам. Излези за Европска Македонија. Да ја прифатиме оваа шанса за Европа и да докажеме дека тоа го заслужуваме. Тогаш ќе може сите неправди и да ги исправиме. Затоа гласај за Европска Македонија сега. Излези за Европска Македонија. Излези и приклучи се на маршот за Европска Македонија. Оваа недела, 16 септември во 13:30 часот. Тргнуваме од пред зградата на Црвен крст во центарот на Скопје и заедно маршираме до зградата на Европската Унија. Да се здружиме и да излеземе за нашата иднина. Излези на марш. Излези за Европска Македонија. Iscrpno istražuvanje i навремено известување. Истражуваме, не погодуваме, критикуваме, не осудуваме, прашуваме, не амнестираме. Следете Еден ТВ, а ние ќе следиме вистината. Секогаш први. Во спортот најважно е да бидете број 1, така и меѓу телевизиите. Гледајте спорт на Еден ТВ. Реални и директни. Откриваме, истражуваме, информираме. Нашите стории ќе бидат огледало на нашето општество. Во денешно време вестите го обликуваат нашиот живот, го движат и го менуваат светот. Секој ден информативни изданија и централен дневник на Еден ТВ. Довербата на гледачите е наш врвен приоритет. Гледајте вести на Еден ТВ. Вести на Еден ТВ.
Вести на 1 ТВ во 18 часот. Добар ден и од мене. Македонија бира меѓу самоизолација и евроатлантска иднина. Вака е насловена најновата анализа на јавното мислење што го спроведе Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии, ЕФИМЕС од Љубљана. Според анализата, 63,6% од граѓани